Позади мене се наоѓа мојата прва кола, а денес заедно јас и вие идеме да ја видиме каква е мојата нова кола. За сите што не знаат, се работи за BMW 46322 2000 година, 2.0 мотор со 100 киловати и 130 на којска сила. Сега реално има доста кароферски забелешки, али сепак стара кола и не можеш да удочекнеш, али сепак јас мислам као за прва кола е многу добра кола. Откако видовте како изгледа оваа кола, идеме се одмалку да ја повозиме, да видите како и на крај пишете оценка што мислите за оваа кола. Идеме. И јаве сме ние дечки во колата, таа да као што ја гледате не е баш некој да толку убав интериер као новите модели, али сепак као нормално стара кола, али со тек на време ќе ја направиме оваа тука карбони, ќе ставиме се тие работи, да го отвориме малце во дека малце топло е. Идеме, ставаме прва и идеме, леле ќе ми згаснеше за малце, сега ќе се устреме. Плюс ова кога го кликаме, АСЦ, дрифта, ненормално таа да, ако ова видео дојде 1000 лајкој, ја дрифтаме колава, снимаме видео, ќе му ставиме она гуми за дрифт, ќе ја изгориме. Ако дојде ова видео 1000 лајкој, таа да ставите 1000 лајкој и го снимаме тоа видео. Таа да ќе тестираме сега, што знам што да тестираме, тест вожња, па ќе измиеме ово, она ќе видите и назад што е, како е цел интериер. Таа да за сега како што гледате, она баш е добра уводи. Сега да излезиме малце да ги поминиме тумбиве, дека имаме М браник и многу е низок. Гледате, ова е многу висока. Мораме полека. Дека така му го пукнав браникот напред, као што можевте да видите кај каросериските забелешки, јас го фатив и го удрив, со брзина влегов. Од друго, што имаме од команди на волан, имаме темпомат, ваму имаме заглас за радиото, кога ставаме тоа. Не, овие тумбиве со страв да ги поминвиш. Добро, плюс ова BMW има и други поправки кои на напредница, добро, тоа е потрошен материјал. Следно што имаме, тука имаме парно кој за се не работи. Тука ќе оставиме едно дисплеј, оние што се мултимедија, на башово радио. Тука што имаме за проторците, имаме менјач, имаме штопој кој џаве, сега не ги пуштаме. Идеме трета, многу е убав, многу комотно нека за седење, за возење, стварно овие 46-ки ме прв пат имам ваква кола и за прв пат прв утисак ми е многу добар. Таа да имаме малце и каковиц, малце не е стабилно, треба некои поправки му се напред, затоа нема брзо да возиме, не дај Господан летниме негде. Ова е некоја моја лента вози, така добро. Иначе имам возачка, 2 години поминати, таа да немој да ми се секирате да пишете во коментари, дете, он нема возачка, не имам возачка, само без пишење, ме молам. Со овие коли треба да се пази, поготово во дожд, поготово ова, ако ви е уклучено, готово, вие деците, значи, многу фрлат. И без ова знајдете лизнит, а со ова поготово. Ви овај кај од јорат? Кај е тоа мене? Добар сум и ја сега, возиме малце. Тестираме нью ауто. Не дека има некоја свирка, знаете како оние на GTA 5? Оние пип-пип, али тоа. Сме ние се ближиме струга, овде сме на местото кај што летавме дронот и таму птиците кај што ќе ги соберем за малце и сега го удрив дронот, али ајде нема гајле, не е толку проблем. Ке ми згасне. Го фатив. Жими Господ, го фатив. Не џаве, јас викам, за толку ниски коли за кај нас не се. Значи, или нека ги тене тумбим или јас ќе го продам ова. Не може тоа вака. Или трнете ги тумбите или јас ќе презијам некои мерки. Не може тоа. Толку ниска кола за кај нас не е речена. Гледате со колку мала брзина фати. Па не дај Господја со 60 онде да бе. Браници, калници, све ќе остае фонда. Да, луѓе гледате дека ниска кола за кај нас не е. Поготово јас Ламбо да купам. Јас имам пари за Ламбо да купам, јас не купам Ламбо поради овие причини. Ако се среде патиштава, јас сум тој прв што ќе купам овие Ламбо, ме разбирате? Леле, сега така само да задрифтам на кружно да се вртиме 360, ама јас сум добар граѓанин и неќам се такви проблеми да правиме низ градов. Видео ќе направиме тоа, таа да. Идеме полека, ние се ротираме за накај дома.
Као што гледате ви како излегвете. И после јас сум крив, јас сум за све крив. Ама џабе тоа е кога ќе земаш возачка со она ме разбира. Ја као што гледате на левата страна од воланот имаме за глас. Нека да пардона. А како Мели знае, тоа јас викам дека лошо е БМВ да се вози. Поготово, ај види суво е надвор. А кога го возите вие во дожд, пазете се, јас викам, гледате и ова е висока тумба. И за тука јас морам да поминам со 1 на сат. И шо ако мене ми се брзат, шо ако каснам на работа, не, оваа кола аз не ја препорачам, много е ниска. Не бе, џабе. И гледај, сега ќе се размини, бе, јас дупки не влегвам. Ака пола ќе влезивам. Пола јас сич не влегов, абе, мора да кажи преваранда си. Немој секогаш понивно да им мора малце и по моје да не знам сега. Ево тука да видите, имаме, тука имаме да требаш ова да се отвори, ќе види бурано таа да, ова ништо. А као што гледате назад, имаме некои затемнати прозори кои не знам, може 20% се затемнати. Тука стварно е валкано многу, али јас ветувам дека ќе се тука ми опремат и добро, не е нешто баш за толку. Као што гледате седиште од тука не е нешто, али овие се патрашен материјал, ново седиште ќе став, не е проблем. Тука што имаме тука поборе, гледате што имат аирбегови кои не работат, имаме седиште ова е зачувано, тамо треба да се мети. Тоа е тоа углавно луѓето да тоа е тоа ова видео, ја видовте мојата нова кола, сега реално нешто, не, стварно знам дека ќе има многу хейт коментари после видео ова леле ти таква кола, али сепак за прва кола е многу добра и ќе ја правиме уште подобра, значи ќе порачаме тука карбон, ќе ставиме овде, таму. Ја не знам нешто ти да напред ручнава, не фајчат. Као што кажав, 1000 лајкови нова видео, изснимаме кај што дрифтаме, 1000 лајкови нова видео, а ние се гледаме во наредно видео. Чао!